Истекува рокот во кој претседателот Ѓорги Иванов треба да го потпише указот за прогласување на законот за употреба на јазиците или да го врати во собранието со или без забелешки. Парламентарното мнозинство го изгласа на 11 јануари, а потоа текстот беше испратен во кабинетот на Иванов, кој треба да повлече потек до четврток на полноќ. Сепак се чини последните минути нема да имаат никакво влијание на конечниот исход од надпреварот, ако се суди по резонирањето и аргументите на оние кои на мускули го постигнаа единствениот погодок. Законот донесен без опозицијата веќе неколку дена е мета која немилосредно ја решетаат стручната и политичката, а посебно луѓе од обичната јавност. Како и да е, очигледно муницијата е без полнење, затоа што освен тоа што власта се оглушува на критиките кои што доаѓаат од повеќе страни, изгледа дека и подготвена чека одлуката на претседателот за да побрза да го донесе законот по втор пат, пошто ќе го чекаме последниот судиски свиреж одуставен. Доколку Иванов не го потпише, законот се враќа во собранието на трето читање, односно на повторно гласање без дебата, при што ќе биде потребно мнозинство. Шефот на државата веќе даде назнаки за тоа кој е неговиот став околу законот, кој доби приоритет во однос на низа други предизвици на власт. Како претседател во мојот кабинет имав консултации со правни експерти, уставни суди, академици, универзитетски професори, лингвисти. По извршените консултации можам да кажам дека законот за јазиците не представува закана по македонскиот јазик. Тој представува закана по унитарноста на државата. Овој предлог закон го крши најголемиот закон на државата, тоа е Уставот на Република Македонија. Јас сум претседател на сите граѓани и сакам унапредување на употребата на јазиците на сите заедници, вклучително и на албанскиот јазик. Затоа ги повикувам лидерите на сите парламентарни партии. Прво да ги слушнат експертите и да направат квалитетен закон што нема да биде оспорен. Во меѓувреме, премиерот на Албанија Еди Рама во говор пред младинскиот форум на неговата партија изјави дека има најголемата заслуга за донесување на законот за употреба на јазиците во Македонија. Според него, без социјалистичката партија, неговото донесување не можело да се замисли. Оваа партија не се помрднала од доската на националниот интерес во ниту еден момент, кога се појави ОВК и кога се одржа битката за Косово. Оваа партија не се помрднала и нема да се помрдне ни трошка од доската на националниот интерес во сите односи со соседите. Пред неколку дена во собранието на Македонија помина закон кој не можеше ни да се замисли пред некое време. Јас денеска гордо ви велам дека сите треба да бидете горди, треба да бидат горди сите тие кои го гласаа, поддржаа и веруваа во оваа партија, бидејќи без оваа партија на чело на државата не би имало официјализиран албански јазик во Македонија, рече Рама. Собранието на Република Македонија на 11 јануари со 69 гласа за го донесе законот за употреба на јазиците, кој беше изгласан и со двојно мнозинство, односно за него гласа 27 пратеници од немнозинските заедници, а еден беше воздржан.